Политичките партии начално ги усогласија своите ставови околу формирањето на адхок телото кое што ќе треба да ги мониторира медиумите 100 дена пред одржувањето на изборите. Овие измени се очекува до петок да ја поминат собраниската процедура. Денеска опозицијската СДСМ упати јавен повик до сите новинарски здруженија за пријавување за членови на адхок телото, како и за главен и одговорен уредник на јавниот радиодифузен сервис. Јавниот радиодифузен сервис, според она што е договорено, треба до 2 септември да има нов главен и одговорен уредник, додека адхок телото до 19 август треба да биде формирано. 5 члена ќе брои по еден член на предлог од секоја партија, 5 член ќе го изберат заеднички. СДСМ, како што спомнав, упати јавен повик. Радмила Шекеринска одржа пресконференција пред малку, можеме овде да ја слушнеме нејзината изјава. Социјалдемократскиот сојуз јавно упатува повик до сите поединци професионалци, до професионалните новинарски здруженија, до граѓанските организации, сами да се кандидираат или да кандидираат други професионалци од оваа област за членови во адхок телото кое што ќе врши контрола, мониторинг на однесувањето на медиумите во целиот предизборен период. Истиот повик го упатуваме и во делот на кандидати за главен и одговорен уредник на македонската телевизија. Елена, ова беше изјавата на Шекеринска. Инаку денеска и Никола Тодоров, преговарачот од ВМРО ДПМН, исто така запрашан околу целата ова работа, усогласувањето на текстовите на законите, рече дека тие ќе треба наскоро да бидат доставени во собранието, можно и тоа веќе да се има случено да се доставени во собранието, и дека очекува до петок, тие да ја поминат собраниската процедура. Имаме изјавата од Тодоров, можеме да ја слушнеме. Се надевам брзо и се надевам денеска. Веќе одумате ли да бидете? Веќе ги добијат подршка од пратениците, сепак 4 политички партии ги имаат согласено и принципите, но и текстовите. Во очекување да ги видиме и официјално текстовите, како изгледа измените на текстовите во однос на законите за медиуми. Она што за сега го знаеме е дека ова тело ќе го следи исполнувањето на одредбите од изборниот законник 100 дена пред денот на одржувањето на изборите. Сите ингеренции што досега ги имаше агенцијата за медиуми, сега таа ќе ги спроведува врз основа на оценки на адхок комисијата, како што ќе биде наведено во текстот на законот, и ќе цени дали е прекршен изборниот законник или не. Досега собраниската процедура ја поминаа одредбите од изборниот законник, изменетите одредби. Сега до петок се очекува собранискиот филтер да го поминат и измените на законите за медиуми, за влада и за внатрешни работи.